Неколку десетици палестинци се судрија со израелски војници во близина на Каландија на западниот брег по новите мерки за безбедност околу џамијата Ал-Акса. Во досегашните протести загинаа 5 палестинци, а 3 израелци биле избодени до смрт од страна на палестински напаѓачи. Израелските власти во неделата инсталираа нови безбедносни камери на влезот на големата џамија во Ерусалим и соопштија дека нема да ги отстранат детекторите за метал, туку само ќе го намалат нивниот број. Исто така Израел забрани мажи помлади од 50 години да влегуваат во местото што муслиманите го нарекуваат благородно светилиште, а израелците пак храм на храмовите. Овие мерки ги предизвика најкрвавите конфронтации меѓу палестинците и израелските сили во изминативе неколку години. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на седницата на неговиот кабинет изјави дека мерките за безбедност ќе продолжат и натаму. מאז תחילת האירועים קיימתי סדרה של מפגשים והערכות מצב עם כל גורמי הביטחון, כולל הגורמים בשטח. אנחנו מקבלים מהם תמונת מצב עדכנית וגם המלצות לפעולה, ואנחנו מחליטים בהתאם. Израел ги воведе најновите мерки за безбедност откако 20 израелски полицајци беа убиени на 14 јули. Председателот на палестинската власт Махмуд Абас во петокот изјави дека ги замрзнува сите контакти со Израел, се додека не бидат повлечени безбедностните мерки околу џамијата. Повеќето палестинци одбиваат да минуваат низ детекторите за метал и сметаат дека новите безбедностни мерки представуваат кршење на повеќе годишните аранжмани за пристап во третото најсвето место на муслиманите во светот. Арапската лига оцени дека Израел со инсталирањето на детекторите за метал си игра со оган. Соединетите држави го испратија во Израел Џејсон Гринблад, специјален представник за меѓународни преговори, да изнеде начин за намалување на најновите тензии.